Добро вечер, почитувани гледачи. 2 куп титули во Струмица или пак една во Штип? Тоа е прашањето кое што ќе добие одговор по одигрувањето на машкото финале на одбојкарскиот куп на Македонија за сезоната 2024-25. Со слика сме во салата 25 мај во Радовиш, пред последниот надпревар од овој тридневен одбојкарски настан што почна во четвртокот без изненадување со пласман на Штип УГД и на Струмица 47-72 во битката за трофеја. Тоа се двете најдобри машки екипи кај нас, финалисти и во купот и во првенството од минатата година, со напомена дека тогаш Штип УГД пред своја публика успеа да ја прекине доминацијата на струмичани почнувајќи од 2012-та до сега. Сите 19 трофеи од 20 вкупно во клубските витрини се освоени токму во овој период, во кој што само два пати, во 2012-та и во 2016-та, Струмица 47-72, која што го менуваше името, но тоа е основниот тим, основниот клуб, успеа да доминира во одбојкарските надпреварувања кај нас. Штипјани пак, велам, минатата сезона направија конкурентска екипа, успеаја да дојдат до триумф во купот. Оваа сезона имаат амбиции да освојат двојна круна, значи да го детронизираат целосно тимот на Струмица, кој што е 11-кратен првак на Македонија и има 7 титули на претходните 7 сезони, а 9 пати струмичани доаѓа до купот. Кристијан Ристевски се надева дека штипјани на овој надпревар ќе го одбранат пехарот од минатата надпреварувачка сезона и дека во разигрувањето во лигата на тој начин ќе влезат со уште поголема доза самодоверба. А во првенствените средби во оваа сезона 2-1 резултат за Штип УГД и што е позначено, тие две победи се во есенскиот дел од сезоната, ги гледавме и во пренос на македонската телевизија. Струмичани направија промена, Кире Ричлие веќе не е тренер на оваа екипа, тој ги освојуваше сите пехари за Струмица 11 пати во првенството, со напомена дека во првата сезона од осамостојувањето на Македонија по дисолуцијата на СФРЈ, Ричлиев беше играч на екипата на Струмица, потоа како тренер 10 трофеи во првенството, 9 купа вкупно, 19, но еве не го дочека крајот на оваа сезона. Предпоставка е дека токму му пресудија најверојатно тие два пораза од штипјани во така наречената втора фаза 1, по која што Штип УГД е на првата позиција по основниот тек, Струмица е на второто место, па нивни дуел се разбира дека е можен само во финалето, во низата која што ќе трае до 3 победи. Васе Михаилов не е во составот на Струмичани, тој има улога сега на асистент на Ване Ристоманов во стручниот штаб, инаку беше долгогодишен репрезентативец на Македонија и капитен на составот на Струмица. Сите тие 18 пехари од 2012 до сега во клубските витрини, односно 19, беа кренати од Васе Михаилов како предводник на оваа екипа. Во неја денеска нема да бидат Филип Маџунков и Славе Наков поради повреда, така што јасно е дека ќе треба Струмичани со Кристијан Илиев на позицијата среден блокер да му парираат на Штип УГД, кој што според многумина е најкомплетна екипа во оваа сезона, во нашето првенство, во нашиот куп, во нашите надпреварувања, што не мора да значи дека е апсолутен фаворит и не може да биде ниту една од овие две екипи големи ривали во оваа надпреварувачка сезона, апсолутен фаворит во пресметката во Радовиш, но за разлика од Струмица 47-72, Штип УГД игра комплетен и нема повреди во освојувачот на купот. Значи, ова ќе биде меч кој што ќе има тежина
на Суперкуп во македонската одбојка, затоа што силите ќе ги одмерат ланските титулари, клубовите што дојдоа до двата пехара. Но на почетокот химната на Република Македонија. Убав одбојкарски амбиент, салата е речиси исполнета до последно место, Радовише блиску и до Штип и до Струмица. Ова е еден надпревар кој што решава веднаш за пехар, така што и едната и другата екипа ќе имаат поддршка од трибините. Ќе ги видиме набрзо составите на двата тима. За Штип УГД Костадин Ричлиев, потоа Дамјан Јовановски, Махди Задмарт, Лука Ристовски, Ѓорѓи Крстевски, Давид Стојанов, Стефан Алексов, Кире Глаев, Михајло Мирашчиев, Трајче Барбареев, Виктор Гомез, Стојче Арсов, Георги Багаев и Давид Тиров. Значи исто како и во полуфиналето пред 2 дена, кога Кристијан Ристевски го совлада работнички со 3-0. Ќе биде интересно да видиме дали ќе почне со Стојче Арсов или пак со Стефан Алексов како коректор. Тоа е единствената дилема за првата линија на Штип УГД. Представување на судиите: Јосип Христов и Славчо Здравевски ќе го водат овој надпревар. За нив ова е четврто финале како тандем. Го судеа машкото во 2019 во Струмица, кога струмичани победија 3-0 против Универзитет во Тетово, а во 2017 исто така во Струмица во салата Парк против Лешок со 3-0, а беа арбитри на женското финале во 2021. За Струмица: Евтим Ричлиев, Јован Милев, Стефан Николов, Христијан Смилков, Ване Арапов, Иван Иванов, Филип Лепидовски, Хозе Кинтеро, Јован Лука Глигоров, Владо Милев, Кристијан Илиев, Васко Мицев, Најджел Нилсен и Крсте Милков. Тоа е изборот на Ване Ристоманов, на предводникот на екипата на Струмица. На терен од почеток ќе бидат Евтим Ричлиев, капитенот како техничар, на дијагонала коректорот Кинтеро, Арапов е либеро, Владо Милев на примачка дијагонала со канаѓанецот Најджел Нилсен и како центри принудно Кристијан Илиев и Филип Лепидовски во отсуство на Маđуков и на Наков. Тоа ќе бидат играчите на Струмица на овој надпревар. За Штип УГД Махди Задмарт со број 7, Давид Стојанов, техничарот на Штипјани, па Михајло Мирашчиев како центар, заедно со бразилецот Виктор Гомез. Стојче Арсов ќе тргне на позиција на коректор, а на теренот ќе бидат и белорусинот Багаев. Тој е примачот заедно со Задмарт и Костадин Ричлиев. Расположени сите на едната и на другата страна. Расположени сме и ние да гледаме добра одбојка. Од аспект на играта, полуфиналето завчера не беше сјајно, преголема разлика во квалитет за триумф на Штип УГД против Работнички 3-0 и на Струмица против Гокборец. Ги гледаме Филип Маđунков и Славе Наков, македонските репрезентативци, не се во можност да помогнат да го одиграат ова финале. За Јосип Христов ќе биде петто во неговата судиска кариера. Трет пат е прв арбитар. За Славчо Здравевски ова е четврто финале. Имаше две машки, едно како прв суди, едно како втор и едно женско финале исто така како
втор делител на правдата. Почеток на мечот со сервис на Владо Милев. Идеален прием за Багаев. Задмарат за блок. Поен за Струмица. Едно од клучните моменти, од клучните прашања на овој надпревар ќе биде играта на струмичани против Задмарат. Дали ќе можат да се одбранат од него, а Лепидовски успеа да се одбрани и одлично влегува во овој надпревар. Останува на сервис Владо Милев. Не беше искористен идеалниот прием. Уште еднаш така, сега од либерото Ришлиев, па Стојчарцов, тешка позиција за него, тргнува одлично во мечот Лепидовски. 2 блока за Филип Лепидовски, предност од 2-0 за Струмица, но ова не се позиција од четврти метар за Стојчарцов, кога е троен блокот за да може да одигра нешто покоректно. Владо Милев. Уште еднаш Багаев, идеален на прием, тргнува Пајп. Се брани Струмица одлично. Па топка за Магди Задмарат, пак заврши во блокот. Продолжува играта. Сега Ефтим Ричлиев крева со една рака, но Мирашиев сега враќа. Каков одличен почеток на блокерите на едната и на другата страна. Овде Михајло Мирашиев одлично успеа да ја види намерата на противникот на Ефтим Ричлиев, со една рака да ја крене таа топка и завршница каква што само може да посака центарот на Штип Угада. Уште еден значаен елемент е сервисот на Штипјани, предводен од Давид Стојанов. Еве зошто, гледате, ова е расејан прием и шанса за контрапоен веднаш на Штип Угада. Задмарат силно, меѓутоа Лепидовски е расположен. Сега блокот е троен, погодува Задмарат. 2-2. Прв поен за Магди Задмарат. Не одигра кој знае колку добро во полуфиналето, но ќе видиме дали се чуваше за овој надпревар. Потребен е во полна форма Магди Задмарат за Штип Угада. Стојанов уште еднаш. Арапов на прием. Ефтим Ричлиев, ова е канаѓанецот Најджел Нилсен. Оваа топка оди во аут. Пресврт. 3 поени едно по друго за бранителот на куп титулата. И што е добро за Штип Угада, останува на сервис линијата Давид Стојанов. Го скрати сега сервисот, сакаше да ги изненади противниците. Прва сервис грешка. Прв подарен поен за Штипјани. Односно од Штипјани. За тимот на Струмица. Лепидовски. Прими Багаев. Ова делува идеално, па Арсов непрецизен. Ќе видиме до кога ќе толерира Кристијан Ристевски Арсов ако не успее да се размавне. На клупата е Стефан Алексов, поискусниот коректор кај Штип Угада. Лепидовски. Одлична е неговата самодоверба поради оние 2 почетни блока, па сега и одбрани топка, но еве го Мирашиев. 4-4. 2-2 во блокови. Филип Лепидовски, Михајло Мирашиев. И тоа се македонските репрезентативци на позиција центар. Сега Задмарт. Ас. Сервис на вистинско место меѓу зоните 5 и 6. Кај Милев и кај Нилсен, гледате, идеално. Не силно, меѓутоа максимално прецизно, да не можат да се разберат како што треба примачите на Струмица. Задмарт сега ќе биде максимум силно. Прими Арапов близко до мрежа, одлично во зона 4. Макс за прв поен за Нилсен.
Четврто израмнување. 5-5. Кинтеро. Коректорот на Струмица. Скротен е неговиот сервис, па Багаев. Играше добро пред 2 дена. Овде се лизна топката и војна игра од Тиме Ричлиев. Ево го тој момент. Веднаш одреагира од клупата на Штип УГД. 6-5 е предноста за Штипјани. Мирачиев на сервис. Сега Кинтеро во блок на Георги Багаев. 3 блока до сега за Штип УГД за 2 разлика. Запрен Кинтеро. Тој нема право на грешка, барем не на вакви грешки. Ако сака неговата екипа да го врати во своите витрини пекарот од купот. Поен за Нилсен. И тоа во вистинско време. Негов втор, за да не направи противникот посериозна разлика. Нилсен прими Багаев. Тргнува Алма, одлична за Гомес. Атрактивен поен, Стојанов Гомес. Многу подобро издание. Поинтересна игра. Многу елементи во структурата на поените во рана фаза од надпреварот, што е добро. А еве аз. Ова е топка внатре. Стојче Арсов. Одсервира на вистински начин. И тој малку повеќе да добие само доверба. Лоша беше проценката на Кинтеро. Резултатот е 9-6 по 2-0 за екипата на Струмица. Добра резултатска серија за Штип УГД. Арсов уште еднаш, сега најпрецизен. Но тоа е идејата да се искористи добриот сервис кај Штип УГД и на тој начин да се освојуваат поени, ако не преку ас, потоа да се бранат акциите што Штипјани нема да ги организираат наидеално. Но ваков сервис треба да влезе во финале. Кристијан Илиев во мрежа ја враќа претходната сервис грешка. Георги Багаев. И тој знае да распали, па потоа ќе го гледаме флотот на Гомес во многу ротации. Штипјани имаат напаѓачки сервис, а имаат и одличен блок. Запрен сега Лепидовскиот Гомес. Втор поен за бразилецот. 11-7, веќе четврти блок за Штип УГД и тајм-аут бара Ване Ристоманов. Да го видам сега да го мислам. На себе со малку се соберејте, оставаме ги линии. Таа стојче што го поводи, там поводи свака час, нема ти. Значи соберејте да не ми паѓа измеѓу само тоа. Нема веза, продолжуваме исто. Браво, мане, одлично. Само држи приемок ќе дојде. Не удари право, не удари право. Само речем, право. Удари право директно. Таа човече контрата преки, жама не го играме чисто на те шанси. Право продолжи, право котини први право чисти. Ајде, одно, браво, ајде. Да нема недоразбирања, тајм-аутот го држеше Атанас Смилев, кој што е во записникот асистента. Ване Ристоманов е прв тренер, затоа и тој стои крај линијата, но очигледно е дека Милев е во позиција да влијае на тактиката, на играта, на подготвеноста на екипата за ова финале, во кое што Штипјани имаат позитива од 11-7. Надвор од Багаев. Веќе трета сервис грешка за Штип УГД.
Непријатен сервис, флот на Ефтим Ричлиев, меѓутоа се излече Штипугада. Трет поен за Задмарт и ова се драгоценности се разбира во освојувањето поени кога приемот не е баш најдобар, ке се извлече акција за поен. А на прва линија се враќа Мирашчиев кој што одлично влезе во овој надпревар во сегментот блок, сервираше Гомез во аут. Сега со овој сервис грешки по тајмаутот на Струмичани, Штипугада го запре оној одличен ритам со кој што дојде до голема предност. Багаев прими, па оди акција за Стојче Арсов, прецизен Арсов. Втор поен. Останува разликата од 4. Кај Штип, тројца со по 2 поена. Задмарт има 3, 1 Багаев. Реализираа 5 мина. Тоа е добра распределба на поените во оваа фаза од надпреварот. А Стојанов дојде на ред да сервира, потоа ќе биде Задмарт. Ако блокира вака Мирашчиев, тука може Штипугада да го затвори сетот, но се уште е рано. Трет поен за Мирашчиев, сите преку блок. Веќе петти блок за Штипугада. Повторно Стојанов. Да видиме дали на либерото Арапов, тука беше Најджел Нилсен и потоа реализира. Убаво се извлече. Негов трет поен, а покрека на Јанецот досега поен кај Струмица освои Лепидовски. Но нема никаде Кинтеро. Но ова е единечен блок, вестинска убава акција, добро решение на Ричлиев. Сега Лепидовски излезе напред, Багаев да го прими овој сервис, па Стојче Арсов, диагонала. Ова е двојна топка повторно, 15-10. Двојно играше Ричлиев, бранејќи ја паралелата. Уште една Стојанов за Стојче Арсов, да не го заборавиме неговиот трет поен. А сега Задмарт. Иранскиот интернационалец го скрати сервисот, излезе Нилсен, па додавање Кинтеро. Време беше за коректорот на Струмица да освои прв поен. 15-11. Сега го стабилизираа тука некаде резултатот. Негативата Струмичани на 4 до 5 поени, но потребно име серија. Кинтеро прими Костадин Ричлиев. Додавање за Багаев, пласирана топка на Багаев. Стојанов, пайп за Задмарт. Атрактивна, убава акција. Експлозивен е Задмарт во скокот, во завршницата. 16-11. Неодбранливо. Мирашчиев се излекла напред Струмичани на прием. Па Нилсен пласира, ништо од сето тоа. Задмарт ке крева за Стојче Арсов на 9 метар. Таму е Владо Милев. Стојанов повторно за Арсов. Не успее уште еднаш да нападне, па Нилсен во блокот повторно. 17-11. Ова е шести блок за екипата на Штипугада. Мислам дека го фати Гомез. И уште еден тајмаут, може би Арсов. Ке му го пишеме на Стојче Арсов овој блок. Тајмаут Струмица. Ајде, момци, малце треба! Го продужен, фрли позади на колото. Не го играјте чист. Малко го мрди центар. Ајде, 4, Струмица, ајде!
Доминантен прв сет за екипата на Штип УГД до оваа фаза. Голема е предноста. Се уште работата не е завршена до крај, па потоа ќе ви соопштам не само во оваа сезона како се одвиваа меѓусебните дуели на овие две екипи претходно и со какви резултати завршуваа тие. Мирачиев сега во мрежа. (17-12). За Струмица потребен е добар сервис, потребен е ас, а не сервис грешка од Нилсен. 18-12. Стојчарсов прими Арапов, па топка за Владо Милев, по диагонала, не успеа Задмар. Прв поен за ветеранот во редовите на Струмица, нашиот репрезентативец Владо Милев. И сега Кристијан Илиев ќе дојде на сервис линијата, тој е коректор, но не добива шанса на таа позиција поради Кинтеро може да отсервира, не го направи тоа, како што знае и веднаш казнува Штип УГД, втор поен за Багаја. Се стабилизираше оваа разлика, 5-6-4 поени во последно време, главно 5-6. Се игра промена по промена. И се помалку време има Струмица да направи пресврт, макар што Штип УГД почна да греши на сервиси повеќе од што е потребно и тоа во овој случај на Багаев некога топката е удрена со најголема можна сила. Еве го Тимеричлиев, ас на Задмар. Се обидува капитенот да ја покрене екипата. Ова е прв фаз за Струмица, 19-15 и ќе бара тайм-аут Кристијан Ристески. Okay, it was good serve. He will serve again on you. You know that. Okay, again. Добро, само да се спиреме, мора малце да собереме енергија, играме многу високо темпо. Добро, имаме добра игра. Слободно, ако имаш реален прием, викај го близко до тебе. Ако видиш дека може имаш ситуација за пенал, игре пенал, ако не... Ова е 20-ти надпревар на Штип УГД и на Струмица од 2018-та до сега, значи во 7 сезони. Резултатот е 15-4 за струмичани, но штипјани во последните 2 години направија конкурентни состави и се гледа тоа преку резултатите, меѓу другото и со титулата од купот. А еве по тајм-аутот грешка во напад на Задмар и 19-16. Од 6-3 разлика. Преполовена е предноста, затоа велам ништо не е готово, особено кога Стојчарсов не го освојува овој поен. Па тука е Владо Милев, се враќаат Штипјан и Арсов ке префрли, но веќе се завршено. 19-17. Серија 4-0 на екипата на Струмица. Беше или би бил преубедлив резултат да заврши овој прв сет со 6-7 разлика. А таква беше до предмалку тенденцијата. А сега тенденцијата е Владо Милев да намали на 19-18. За Милев ова е втор поен. Не дава резултат тајм-аутот на Кристијан Ристески. Јајде да не употребувам фрази, меѓутоа потребно е некогаш од готово. Вересија направи составот на Штип УГД. А меѓу другото тој поради оној ас на Тиме Ричлиев
Со неговата сервис ротација сега струмичани се вратија во игра. Задмарт, блокаут. 5 поен. Крај на низата на Струмица. Пет поени едно подруго за струмичани, а сега е плюс 2 за Штипугата. Гомес на сервис, приемот е идеален, Кинтеро со левица за 20-19. За венецуелецот поен број 2. Владо Милев. Прими Багаев. Стојанов. За Стефан Алексов проигрување. Го замени Стојчарцов. Потребен е коректор што може да освои поен. Или пак уште некој блок на Мирачиев. Сега троен блок. Нилсен не може да мине и 21-19. Само да е во најдобар ред. Арапов се бореше. Ване Арапов да ја стигне таа топка. Иако има допир, ова треба да е грешка во игра на Струмица, меѓутоа го бројме поенот за Мирашиев, негов четврти блок. Како резултат на тој блок потоа дојде грешката со 2-3 допира во играта на Струмичани. Ефтим Ричлиев, Нилсен, прими тежок сервис, не успеа да ја заврши ова акција, ќе мора да префрла Багаев. Па тргнува Ричлиев сега ни средина и успева Лепидовски. Сега веќе секој поен е многу значаен. Прв од напад за Лепидовски покрај оние два блока. Лепидовски, Багаев на прием. Одлична акција, Задмарт не можеше овде да одбрани Тиме Ричлиев. Шести поен за Задмарт. Нему е туѓа завршница на акциите ниту од зона 2, која што се разбира најчесто е за Арсов или пак за Алексов. Сервира тој и може да направи проблем. Еве го, прави проблем. Ас за Махди Задмарт. 23-20. Трет ас за екипата на Штипугата, но еве во кој момент од сетот го прави ово јас Задмарт. За него втор, вкупно 7 поен. Легова игра Јован Лука Глигоров напред да го засили блокот. Но најпрво треба да се прими оваа топка, а гледате проблемите кај Струмичани настануваат на сервисите на Задмарт сега од тој елемент. Пасивен блок. Еве сега нов напад. Ова е надвор од Кинтеро, 24-20. И 4 сет топки едно по друго за Штипугата, што можеше да се насети на 19-13, но на серија од 5-0 на екипата на Струмица. Ете, можеше дури и да ги расипе плановите. Вака предноста е голема, што не значи дека е се готово. Махди Задмарт. Се врати во игра Кристијан Илиев. Ричлиев за Нилсен, па другиот Ричлиев, Костадин. И сега Алексов. Ова е непрецизно. Одбранета е првата сет топка. Но ќе сервира Кинтеро. Па по него Нилсен. Примачот на предна линија, но нема да дојде во позиција затоа што Кинтеро сгреши, а и секако не можеше да дојде тој на позиција, барем не во ротација во овој прв сет, кој што
Со оваа сервис грешка на Кинтеро завршува во полза на Штипјани со 25-21. Штипјани го прават првиот чекор во ова финале. Беа поразновидни. Тргнаа одлично со блоковите на Мирашиев, па потоа сервираа добро Стојанов и Задмарт во нападот. Го одигра она што требаше и Стојчарсов со неколку топки, но тоа е елементот што привлекува и ја прави разликата. 7 блока на Штип Угада во овој сет заедно со 3 аси или 10 освоени поени од овој елемент. 8 од акција, од напад има Штипјани, значи освои 18 поени сами, а другите 7 беа по 3 грешки од сервис и 4 од игра на противникот, кој што имаше исто така 8 поени од напад, но 2 блока и 1 ас, или само 3 наспроти 10 поени од овие два елемента на противникот. Штипјани грешеа многу, па подарија 10 топки, 6 од сервис, 4 од игра, но тоа не беше доволно да му помогнат на ривалот да се одбрани во овој сет во кој што Штип, освен воведот со 2-0, имаше потоа натаму предност. Постојано. 7 поени за Задмарт, 5 од напад, 2 од сервис. Мирашиев имаше 4 блока, 4 поени за Арсов, 2 од акција, 1 ас и 1 блок, 2 поена, 1 блок и 1 акција за Багаев, 2 и за Гомес, 1 блок и 1 поен од напад кај тимот на Струмица, 3 поени за Лепидовски, 2 блока и 1 поен од напад, 3 акции за Најджел Нилсен, 2 поена Кинтеро од напад, 2 поена Владо Милев, 1 значаен ас на Ефтим Ричлиев како инспиратор на онаа серија од 5-0 со која што Струмичани дојдоа во позиција да го загрозат ривалот кој што до тој момент на 19-13 делуваше недофатливо на таа серија од 5-0 за 19-18. Ја врати на известната завршница во овој сет, но се до 21-20 потоа Штип Угада повторно исчекори и со 25-21 го добива првиот сет од машкото финале во одбојкарскиот куп на Македонија. Овде допрва престои голема борба. Стромица нема лесно да се предаде, но мора да биде едноставно порасположен. Кинтеро мора да се скротуваат противничките сервиси подобро за да има почисти акции. Центрите има многу мал удел во играта на Струмица кога е нападот во прашање, а велам тоа многу зависи од сервисите на Штип Угада. Во зона 1 ќе почне Давид Стојанов, тој е играчот што ќе сервира прв. Ќе се обиде Кристијан Ристевски со него, со Задмарт како следен во ротацијата на оваа позиција да направи рана предности во вториот сет. Еве шанса за брейк поен. Тргнува контра, ова е Задмарт во аут. Не користи можност Магди Задмарт. А речи си ова да беше идеална варијанта, идеална акција за да го остави на сервис Давид Стојанов со завршен поен Задмарт. Сега Лепидовски сервира, Багаев на прием, па Мирашиев, напад низ средина, темпо, повторно грешка на Штип Угада. Ако се сеќавате, надпреварот тргна со 2-0 предност за Струмица и во првиот сет. Лепидовски, Багаев мораше да трча по оваа топка. Стојанов, еве затоа простор за контра. Завршница на Нилсен. Па сега Алексов блиску до мрежа за да биде фатен од
Кинтеро. 3-0. За Кинтеро ова е поен број 3. Немаше поголема разлика екипата на Струмица до сега од овие 3-0. Лепидовски надвор. Ова беше близко, но сервис грешка од Лепидовски за 3:1. Да видиме. Тука е некаде. Задмарт, па Нилсен на прием. Еве го Кинтеро, стигна Алексов, шанса за Задмарт од втора линија, 3-2. Поен број 8 за најефикасниот играч на надпреварот. Махти Задмарт, убаво ја крена оваа топка зад глава Давид Стојанов и ја искористи можноста Задмарт да остане на сервис. Сега го скрати сервисот Задмарт и недоразбирање на младиот Арапов, има 18 години, Владо Милев 37. Паѓа оваа топка за ас. Број 3 за Махти Задмарт. И сега изравнување 3-3. Повторно Задмарт, сега ја закол оваа топка, прими Владо Милев. Не е идеална позицијата на Нилсен, затоа стигна Задмарт, па Багаев во завршница, не, блок. 4-3. Убаво поставени раце на Кинтеро, ако пишува Љаптов на дресот, не е ова Љаптов. Сега Алексов, 1-1 против Нилсен. Овие ситуации Алексов ќе ги користи, тука нема дилеми и затоа добива предност во однос на Стојчарцов во овој сет. Сервира Мирашиев, минува оваа топка, нападни средина Илиев, меѓутоа се одбрани Штив, не се одбрани, има двојна игра, вели судијата Јосип Христов. Веќе трета грешка од игра на Штив Пугада во вториот сет од надпреварот. Стојанов. Алексов, одлично. Диагонала Стефан Алексов. 5-5. Втор поен за Алексов. Каде е ова? Ас. Се двумеше судијата Христов, меѓутоа комуницираат арбитрите и 3 поена поред за Стефан Алексов. Јас не бев најсигурен од прва, но досуден е ас за 6-5. Прием на Владо Милев, сега оваа топка оди како подарок за Штипјани, но како сгрешија Багаев и Гомес. Мислам дека Багаев е тој што ја чекаше топката, а Гомес ја закова во аут и истрча можеби непотребно. Не, можеби туку сигурно непотребно. Па сега ас на спротивната страна Кристијан Илиев. Од негова може да се очекува. Велам, тој е коректор, има 20 години, беше
главни на поширокиот список на репрезентацијата, но принуден е сега да игра центар. Багаев. Ја сврте оваа топка. Тиме за Костадин Ричлиев. Оде нема да се рехабилитира Штип Угада. Море ке се рехабилитира. Одличен Давид Стојанов. Но сега борба на едната и на другата страна. Повторно Стојанов. Сега тоа е грешка. И на крајот Владо Милев. Блокаут. 8-6. Интересен надпревар. Убаво финале. Сега и со грешки на едната и на другата страна, но и тоа е составен дел на играта. Кристијан Илиев. Прими Задмарт, сега идеално тргнува на Паип, па се брани повторно Струмица. Стојанов. Багаев од тројниот блок, се враќа топката. Сега Алексов мораше вака да пласира. Владо Милев, блокаут, 9-6. Четврти поен за Владо Милев. Повторно ја враќаат Струмичани разликата од 3 поена. Илиев, Задмарт на прием. Стојанов, уште една алма за Гомес. Продолжува играта, иако скокаат од клупата на Штип Угада, овде веќе нема да има нејасноти. Багаев, поен број 3. Не е така расположен напаѓачки како предвадена, но добри, противникот е сосема поинаков. Први моменти можеби на нервоза. Едната и другата страна се е засега во ред од аспект на судиските одлуки. Багаев жестоко надвор. Негова трета сервис грешка. Меѓутоа, тоа е интенцијата на Штип Угада да се напаѓа постојано со сервис, макар и да има повеќе грешки од предвиденото. Ова е седма во надпреварот за Штип Угада. Стојанов. Па завршува Гомес, еве го сега Нилсен на 9 метар. Реализира канаѓанецот. Поен број 4. 11-7. Време ли е за тайм-аут на Кристијан Ристевски? Ова е сериозна предност на страна на ривалот. Да, Ике бара тайм-аут пред сервисот на Тиме Ричлиев, па видовме и претходно колку знае тој да биде непријатен од таа позиција. Право се смирете, па ќе зборам, може ли? Океј. Значи влеговме во некоја еуфорија која што не влече од грешка во грешка. Мораме пак. We have to come from 100% to 80% again if we want to start to play again. Okay? We are too much in the game. Just a little bit low. Okay, многу сме влезени, момци. Правиме грешки без врска. Не можеме да поминеме. Скоро на тоа има добра одбрана и се поентира. Ајде да пробаме сега. Првиот напад. Да пробаме прв напад. Ајде. 3-4. Увеле. Ајде веќе за резултатите. Најавив дека ова е 20 надпревар во последните 7 сезони на овие две екипи. 11 од нив завршија 3-0, сите со победа на Струмица. 6 пати имаше 4 сета, 3-1, 4 победи на Струмица, 2 на Штип. И 2 пати беше 3-2 со 2 триумфа на Штип Угада. Меѓутоа, победите на Штипјани, 4 на тие 19 надпревари се во минатите 2 сезони. Гомес, уште еден блок за негов трет поен, а второ од овој елемент. Ова е прв блок за Штип Угада во вториот сет, по оние 7 во претходниот. Гомес, прием на Арапов, Тиме Ричлиев за Кинтеро.
Пак работи Мирашиев добро на блок. Овде немаше потреба од блок, па сгреши Владо Милев. Струмичани во овој сет значително ги намалија грешките. Ова е само прва од игра за нив. Противникот има 4. Непрецизен Гомес во телото на Давид Стојанов, па тоа ви зборува колку лошо го изведе овој сервис бразилецот. Сега ќе сервира Владо Милев. Во скрати сервисот се изнамачи Багаев. Ќе мора Костадин Ришлиев да префрала и еве сега идеална шанса за контра на Струмичани. Кинтеро моќно во противничкиот блок. Петти поен за Кинтеро. 13-9. По 11-7 дојдоа на -2 Штипјани, но еве пак Струмица се одлепува. Владо Милев прими Багаев. Па еве го успева Задмарт. Жестоко по двојниот противнички блок. За Задмарт ова е 10-ти поен. Тој е првиот двоцифрен играч на надпреварот. Давид Стојанов. Нов обид со неговите сервиси, потоа и со Задмарт да биде стопена негативата. Стојанов, еве го ас на Владо Милев. 13-11. Прв поен за техничарот на Штип УГД. Ова е 6-ти јас во надпреварот за Штипјани. 2 има тимот на Струмица. И тайм-аут за актуелниот македонски шампион. Тайм-аут. Значи нема проблем късметето. Нема проблем късметето. Кажаваме, оставаме линиите. Да, оставаме линиите, нека погодува там кажа. Среќа късмет свака час. Айде сега прием еден сайд аут, правим промена и продължим. Айде. Айде, мол, айде, супер. Атанас Милев, братот на Владо, вели дека кога сервираат Стојанов, тоа ќе важи и за Задмарт, потоа линиите треба да бидат оставени, да се намали просторот ако играчот што сервира погодува секоја чест. Но барем да нема ас во внатрешниот дел од полет и таму да биде контролиран приемот за да може да се ротираат брзо најдобрите сервери на противничката екипа. Но еве го уште еднаш Давид Стојанов, одлично. Па ќе мора да префрала Владо Милев, не успеа да го скроти повторно Стојанов. И сега Задмарт, ова е блокаут. Поен за Магди Задмарт. 13-12, продолжува серијата. Сега 3-0 за Штип УГД. А тоа коинцидира со оваа ротација во која што сервира Стојанов. Тргнува уште една бомба на Стојанов, не успева Ване Арапов. Еве 13-13. Ова трпеливо го чека одбојкарите на Штип УГД. Прво изравнување по 6-6. Но одлична низа на Стојанов. Поен број 2. А веќе и потрошија тайм-аут Струмичани. Повторно Стојанов, уште една бомба, не може да ја скроти Арапов. Давид Стојанов прави целосен пресврт. За него трет ас. 3 во оваа сервис ротација. На 11-ти, 13-ти, 14-ти поен, а и 12-тиот беше кога тој сервира. Ке подсетам, беше 11-7, беше и 13-9. Серија 5-0 на Штип УГД.
со тоа што сега во мрежа отсервира Стојанов за 14-14. Нарете да вратат струмичани затоа што тешко заработуваат поени во оваа секвенца од средбата. Ова е топка во аут, сепак, од Лепидовски. За центарот на Струмица, втора сервис грешка. Но неволјите доправа може да предстојат. Магди Задмарт на сервис. А веќе сме во втората половина од сетот. Еве оди одличен сервис, не е ас, но се изнамачи Милев. Исто Стојанов претходно, еве и сега, па Алексов тргнува и ова е поен за кого? За Штип Угада. Протестираат од клупата на Струмица, сметајќи можеби дека оваа топка заврши или нема допир од нивни играч и мислам дека немаше, барем таков е мојот впечаток и дека ова е од мрежа надвор прва судиска грешка, според моето убедување. Но два разлика за Штип Угада. Задмарт уште еднаш на Владо Милев. Сега приемот е коректен и акцијата веднаш за Илиев, кога е топката близко до мрежа. Ова може да го одигра Тиме Ричлиев. Но штетата е веќе направена по овие две ротации со сервисите на Стојанов и на Задмарт. Но сетот допрва ќе се разгорува. Со тоа што Струмичани испуштија комот на предност од 4 поени. Сега Багаев. Четврти поен. Добра, брза акција за Георги Багаев. Па Струмичани не успеа да постават блок. Гледате, тоа е единечен од Тиме Ричлиев, а и тој не успеа да скокне високо колку да му попречи на Багаев. Михајло Мирашчиев. Сега Илиев. Уште еднаш моќно, убаво, атрактивно. Трет поен за Илиев, го разработува Ричлиев. Центарот на својата екипа во нападот. Лепидовски имаше 1 поен од акција, а Илиев 2. Нилсен, тој како да се скри во оваа фаза од мечот. Па Алексов, диагонала, непрецизно, ова е грешка. Изравнување 17-17. Ова сега мислам дека е коректна одлука, немаше допир од блокот на Струмица. На сервис Нилсен во мрежа. Реков како да се скри во овој сет во кој што има само 1 поен во првиот 4. А еве не даде потребен придонес и со овој сервис. Ефтим Ричлиев, па Владо Милев. Стојанов. Грева Багаев за него. И погодува. Убав скок на Георги Багаев. Сега тој полека стапува на сцена. Но гледате уште една крената топка од Стојанов што оди на единечен блок против најнискиот играч што е на предна линија и може да блокира техничарот на Струмица Тиме Ричлиев. Кинтеро. Еве го Стојанов, па Багаев. Уште една Стојанов, упорно за Багаев. Ја доправа топка Кинтеро. Владо Милев, тешка позиција, што од се ова, од блок, ова оди надвор. Повторно поен за Багаев, 20-17. Време е веќе за тайм-аут кај Струмица, затоа што противникот
не само што е стопи разликата од 4 поени, 13-9, туку еве успеа и да има предност од плюс 3. 30 секунди одмор за клупата на Струмица. Решаваме само, лоша топка, значи тешка ќе ga путне у блоко, да ga заштитаме, а нас не изненаду. Не може да ни изненади кај само ти таа топка е тешка и нема што да прашу, не мора да ga чупне у блоко, да направиме контра. Струмичани забележаа 2 пораза на 21 надпревар во оваа сезона. Двата пораза се од Штип Угада, кој што пак има 7 загубени сета, 6 се во пресметките со Струмица и 1 од Работнички. Лоша постава, вели судијата Славчо Здравецки. Тоа значи поенот е за Штип Угада. Протестира капитенот на Струмица. Ризикува да биде дополнително санкциониран. Еве го, тој момент може би беше оценето дека Кинтеро тргна таму прерано. Објаснува сега и првиот судија Јосип Христов. Ова е грешка од игра, статистички гледано за екипата на Струмица и жолт картон добива Тиме Ришлиев. Христов сака да ја смири ситуацијата, може да комуницира со судијата капитенот, но овој картон е како реакција по-жестока од она што е дозволено и потребно кон судијата Славчо Здравецки. 4 разлика, 21-17 на 4 поени до крајот на овој сет, ако гледаме од аспект на Штип Угада, сега и на 3 по блокот на Гомес и на Давид Стојанов. Ова е 9-ти блок во надпреварот. Насмејан Стојанов задоволен. Да видиме дали тој го фати блокот или Гомес, веројатно Стојанов. Негов 4-ти поен, сите во овој сет. Тиме Ричлиев, тргнува Нилсен на завршница. Се враќа топката во полето на Струмица, па Кинтеро успева да мине од акција која што едноставно не смееше да ја промаши. Па 22-18, се уште е голема предноста за Штип Угада. Стојанов. Низ средина Гомес, сега прочита Лепидовски. Преблиска беше оваа топка до мрежа, недоволно висока и затоа се истакнува Лепидовски. Негов трет блок, вкупно 4-ти поен. Сервис на Кристијан Илиев се обиде да изненади, да гаѓа линија, погоди во аут. Но под притисок се играчите на Струмица во завршницата од овој сет. Магаев, уште една бомба, Арапов прими релативно добро, отиде таа топка над мрежа и сега одличен блок на Ефтим Ришлиев, се обидува да ја покрене својата екипа. Еве и со радоста по овој блок, а интересно се врати таа топка кај братучет му од спротива и затоа е оваа насмевка. Ке има овде и семеен мајтап, што се вели. За Ричлиев, поен број 2. Крева сега за Лепидовски. 23-21. Не изгледаше така, но Кристијан Ристевски ќе треба да бара тајм-аут, да ја смири својата екипа и од плюс 5 да не дозволи проблеми на крајот на овој сет. Го бара тајм-аут од Ристевски. Дојдете ваму, Давид! Значи, ей, Давид, come here. Hey.
Doesn't. Значи, момци, дојдете вам. Еј, не мора да значи дека ќе сервира исто. He will not serve same. Maybe he will go on you, maybe on Dine. Давид, повлечи позади пенал. Ако забележиш дека немаш, дигни му ја. You go behind, middle. We have 4 over here. Come on. Оѓе там, мора да. Ајде бе! 4. Одно бе, најде! 23-21 во вториот сет, откако првиот го доби Штип УГД. Ке сервира Тиме Ришлиев. На Багаев. Стојанов. Задмарт во блок. Продолжува неизвестноста. 23-22. Одличен во овој блок. Лепидовски уште еднаш. Тиме Ришлиев. Ова е надвор за 2 сет топки за Штип УГД. Во најлош можен момент Тиме Ришлиев не успеа да погоди, но ја придвижи екипата со оној блок, со оваа серија што коинцидираше со неговите сервиси, а Лука Ристовски ќе влезе во редовите на Штип УГД да го изведе овој сервис на местото на Гомес. Тоа е замена само за да сервира вториот техничар на екипата на Струмица, нашиот младински репрезентативец. Тиме Ричлиев, па Кинтеро успеа некако да ја извлече ова не баш идеална ситуација. 23-22 и сега ја прави повторно замената. Лука Ристовски е повлечен од игра. На негово место Гомес, односно либерото Костадин Ричлиев. Владо Милев. Од аспект на искуство, најдобро е за Струмица што тој сега се наоѓа на линијата и еве прави јас. 24-24 изравнување. Петти поен за Владо Милев, прв фас. Нема лош момент за да се направи вистинскиот потек, но ова беше најидеален момент на ваков начин Владо Милев да освои сет. И сега го скрати сервисот, па Задмарт, уште една сет топка, Магди Задмарт, 25-24. Тргнуваме во долг сет, тргнуваме во игра на нерви, Струмичани преживеа 2 сет топки едно по друго. Давид Стојанов. И еве ас на Давид Стојанов. Сега тој сервира во вистинско време. Досудена е оваа топка и мојот печаток е дека е внатре. 26-24 за Стојанов. Петти поен, ова беше негов сет. Веќе 6 јас за екипата на Штип УГД. И 26-24 во оваа фаза од надпреварот. Да видиме, ќе помогне ли нашата репетиција. Да, ова беше топка внатре, иако имаше за кратко протести од Струмиченија и Христоф најпрво како да покажа дека ова е топка надворно, сепак по консултација еве. Ас за 2-0 во сетови, 26-24 во вториот од финалето меѓу Штип УГД и Струмица. Огромна борба во овој сет, во кој што двете екипи има своји моменти. Најпрво и Шекори Струмица со 13-9 разлика, па потоа Штипјани со 20 и 17-5 предност на крајот. 2 сет топки едно по друго. Искористена е третата со ас на Давид Стојанов за предност од 2-0. Техничарот на Штип УГД освои 5 поени во овој сет. 4 јаса и 1 блок. Најефикасен и натаму е
Махди Задмарт со 12 поени, во оваа фаза заврши 4 акции, а имаше 1 ас, 6 поени за Багаев, 3 акции во овој сет, на 4 поени од првиот се Мирашиев и Арсов, Гомез има 3 поени, 1 блок во овој сет, Алексов заврши 2 акции, имаше 1 ас, купно 3 поени. Кај Струмица, Кинтеро 7 поени, 3 од напад, 2 блока, 6 за Лепидовски со 2 блока и 1 поен од напад, 5 поени Владо Милев, 2 аса и, односно 1 ас и 2 поена од напад, 3 поени има Кристијан Илиев, заврши 2 акции, 1 ас, 4 поени за Најджел Нилсен, само 1 во овој дел од надпреварот и 2 поена Ричлиев, 1 блок во овој сет и 1 ас од претходниот. Или гледано индивидуално, 6 аса и 2 блока, 8 поени од овие два елемента за Штип Угада, 5 блока и 2 аса и тука може да биде дури разликата, 10 поени од напад за Штип Угада, 1 помалку кај екипата на Струмица, која што направи 5 грешки од игра, односно од сервиси 3 од игра, и изедначено во тој сегмент затоа што 5 грешки од игра и 3 од сервис, односно 8 подарени поени имаше и составот на Штип Угада. Голема борба, добар надпревар во Радовиш, како што и можеше да се очекува. Би било изненадување ако Штип Угада триумфира со 3-0. Таква победа немаат штипјани досега против Струмица. Веќе реков, на 16 надпревари во првенството, 13-3 за екипата на Струмица. Во купот на 3 меча во овие последни 7 сезони резултатот е 2-1. Во Штип 10 надпревари, 7 победи на Струмица, 3 на штипјани. Во салата Парк во Струмица 9 меча, 1 триумф на Штип Угада, 8 на противникот. 11 победи со 3-0 се сите за струмичани, 6 меча во 4 сета, 4 за Струмица, 2 за Штип и 2 надпревара 3-2, тоа се двете победи на екипата на Штип Угада. Е видиме дали можат струмичани да се вратат. Ретко кога се тестирани на ваков начин во периодот од 2012 до сега, кога освоија 19 трофеи, 10 во првенството и 9 во купот. Не успеаја само лани, кога не освоија куп, и во 2013 кога Вардар беше двоен освојувач, и во 2016 кога двоен освојувач беше екипата на Шутова. Сите други триумфи се за Струмица. Го носеш името Никоп, го носеш името Джио, беше и без додаток во тој период, но станува збор за Струмица, за првиот шампион на независна Македонија. Пак има нешто што треба да се продискутира со судијата Јосип Христов. Тиме Ричлиев доаѓа до него за да информира, тука и делегатот Здравко Здравевски, ќе провери дали е се во ред во делот на публиката, на трибината, каде што е публиката за Штип Угада зад клупата на Струмица. А Давид Стојанов ќе сервира прв, тука нема никакви дилеми. Ако е сервисот на противничка страна, Стојанов е во зона 2 за веднаш на промена да оди на сервис. И прв сервира како најдобар сервер. Тој е втор Задмарт за од почеток да фати замав тимот на Штип Угада. Ке фатили замав Нилсен, го прескокна некако претходниот сет канаѓанецот, па еве сега освојува поен. За него пети. Изравнување 1-1, значи тргна над преварот со
некој црвен картон што не го забележав за екипата на Струмица. Па затоа казнен поен и сега 1-1. Стојанов креваше за Задмар, тоа е двојна топка. Десетта грешка од игра за Штип Угада на надпреварот. 8 има составот на Струмица. Стојанов. Сега Задмарт. Израмнува Магди Задмарт. За него 13 поен. Имаше 3 аса, другите се од напад. Уште еднаш Магди Задмарт на сервис линијата. Прием на Владо Милев. А Тиме Ришлиев за Нилсен во блокот. Продолжува надпреварот. Стојанов. Алексов. Ова е во антена, ако забележав добро. А поенот е за екипата на Струмица. Почеток на третиот сет со 2 грешки од игра за Штип Угада. Кинтеро сега. Па сега суди лоша постава Славчо Здравевски на составот на Штип Угада. 4-2. За Здравевски, реков, четврто финале во одбојкарскиот куп на Македонија. Секогаш судеше со Јосип Христов. Стефан Алексов, поен број 4. И во вистинско време. За Штип Угада да ја донесе машината на потребно ниво. Нилсен, тука е Стојанов. Задмарат крева топка за Алексов, а овој прави грешка. Не беше најидеална позиција да се изврте овде Алексов за да реализира, но не успеа. 5-3. Но од овие 5 поени за Струмица, 4 грешки од игра за Штип Угада. Нилсен. Еве го Стојанов за Багаев. Тука е Арапов да ја прифати таа топка либерото на струмичкиот состав, па низ за средина. Акција за Илиев. Еве го Багаев, уште еднаш тешка позиција. Багаев 6-3. Фатен во блок. Багаев. Ова е 8ми блок на надпреварот за составот на Струмица. Успешен Ричлиев. Мислам дека тој ја фати оваа топка, не сум најсигурен, тука беше и Кристијан Илиев. Еве го сега Багаев од мрежа во поле за 6-4 и за 7ми поен на белорускиот интернационалец. Алексов, непрецизен. Негова прва сервис грешка. Меѓутоа доаѓа во време кога Штип Угада игра слабо, а противникот направи разлика од 3 поени. Сега Кристијан Илиев прими Костадин Ричлиев, па убава акција за Гомес од Стојанов. Уште еднаш успева да мине ова дуо. Втор пат на овој надпревар за 4 поени на Гомес. Георги Багаев. Арапов сега не успеа да прими најдобро
Нова шанса за Штипугада. Тргнува Задмарт по паралела, блокаут 7-6. За Задмарт 14-ти поен. Останува на сервис Багаев. Тиме Ричлиев, во блокот сега Владо Милев, Стојанов и Гомес таму. Изравнување 7-7. За Штипугада. Ова е 10-ти блок на надпреварот. Уште еднаш од Давид Стојанов. Сега Владо Милев мораше да префрла. Повторно тоа не беше идеална позиција за напад. Испуштена е повторно топката. Некој допре мрежа сепак. Ова е поен за Струмица. Еве го тој момент. Да, малку меѓутоа од Стојанов или од Задмарт, мислам дека Стојанов беше, не е ни битно. Оди оваа топка повторно во аут, Ефтим Ричлиев за 8-8. Еден слаб период од надпреварот во кој што главно поените се губат, а не се освојуваат. 6 грешки има Штипугада, а 2 Струмица, значи половина од вкупниот број поени во овој сет се со грешки. А продолжува во тој стил со овој сервис и Гомес. Владо Милев. Воу. Белки ќе помине оваа фаза од надпреварот во која што нема одбојка. А време е да има. Еве а сега од Стојанов, одличен е во сервисите. Дури и вака кога ќе го скрати сервисот и дава на топката траекторија која што е одлична и изненадено овој пат беше канаѓанецот Нилсен. 10 аса во надпреварот за Штипугада. Уште една бомба, сега прими Владо Милев, па Нилсен одобива овој поен. Најджел Нилсен, за него 6-ти, не игра на потребното ниво на овој надпревар. Нилсен, но има уште многу во овој сет. Ке видиме, може би и во надпреварот, ако Струмичани успеа да намалат на 2-1. Ова е престап, да. Го забележа тоа линискиот судија. Е 11-10. Еве го, се гледа, мислам и овде дека гази на линијата. Лепидовскија се види и во оригинал сервисот. Задмарт не му успе оваа финта како на Стојанов претходно. И пак ќе констатирам дека сме во најлошиот период на надпреварот. Со 12 грешки од 22 поена. Сега и повеќе од половина поени се грешки. Алексов, блокот на Нилсен. 1-1, оставен коректорот на Штипугада добива блок од Нилсен. Што обично не треба да се случува. Кинтеро не е прецизен. Четврта сервис грешка за Струмичани во третиот сет, а 5-ти подарен поен, 8 подароци има од Штипугада.
Мирашиев прими Арапов. Завршница Нилсен повторно, но стигнува пасивен блок за Штипугада. Багаев троен ќе биде блокот, се обиде. Мислам дека се обиде да ја врати топката Георги Багаев кај себе во полето на тимот на Штипугада и чекаше дека некој ќе заштити назад. А Тиме Ричлиев го фати овој блок, негов 4-ти поен. Сега во мрежа Нилсен продолжува неверојатна серија на екипата на Струмица. Лоша сервис серија 8, 9, 11, 12 и 13 поен за Штипугада се по грешки на деветкратниот освојувач на купот. Тиме Ричлиев за Владо Милев, се одбрани Багаев. Доаѓа оваа топка повторно кај Милев, сега нема одбрана. За Владо Милев ова е 6-ти поен. Сервира Илиев. Тој знае да изненади со овој елемент. Багаев. Владо Милев. Алексов. Еве шанса за Пајп. Задмарта во блокот. Успева и ранецот да донесе ново изравнување. 15 поени. Најавува дека ќе оди на 20. Во разговор Славчо Здравевски со Ване Ристоманов. Пак протести од клупата на Струмица. И кисела насмевка на лицето на Ристоманов. Веројатно бараше премин. Ништо од сето тоа се запре Задмарта низ средина, темпо за Лепидовски. 7-ми поен, убаво решение на Тиме Ричлиев. Најрамноправно е во овој сет. Во претходниот 26-24, во првиот 25-21, но имаше поголема резултатска разлика и серија. А свирешите се од навивачите на Штипугада затоа што Тиме Ричлиев повторно разговара со првиот судија Јосип Христов. А добива картон поради тоа Ричлиев. Ова може да е и дел од некоја стратегија, психолошка војна, што постои во спортот на некој надпревар. Се обидува на секој може начин да ја раздвижи својата екипа, да дојде во опозиција Евтим Ричлиев, да ја врати Струмица на вистинско ниво. Давид Стојанов, низ средина, Гомес. Убаво, 1-1 со Владо Милев. Се радува Гомес на 5-тиот поен. Трета негова завршена акција на ваков начин. Гомес. Тиме Ричлиев. Па стигнува Алексов. Се борат Штипјани. Багаев мораше да ја префрлува оваа топка и сега од Арапов некоректно, непрецизно за Тиме Ричлиев, а подарок добива Магди Задмарта, негов 16-ти поен на ваков подарок, како да не направи пресврт составот на Штипугада за предност од 16-15. Да го донесе ритамот во резултатот на своја страна. Гомес уште еднаш. Па Ричлиев и успева, ќе речем Љавтов, така му пишува на дресот, но тоа е Кинтеро. 8-ми поен, како и за Нилсен. Важи дека не е свој на овој надпревар Кинтеро.
до степен за Струмица да биде рамноправна против Штип Угада. Тргнува Багаев на Пајп, но чита Лепидовски. 8 поен за Филип Лепидовски, ова е 5-ти негов блок. 4-ти за екипата на Струмица во овој сет, 11-ти на мечот. Одлично ја прочита намерата Лепидовски, а и Багаев не е задмрт. Сега Алексов добива топка од блокот на Нилсен. Ова е оно што мора да го прави коректорот, да освои поен кога напаѓа на еден блок. 17-17. Од 7-7 постојано изравнето до 17-17. А беше нерешено овој сет и на 1-1 и на 2-2. Тиме Ричлиев, па Нилсен. Не се одбрани Стојанов. 8 поен за Нилсен. Малку е потребно да има пресврт во надпреварот. Ова е трети сет, Струмица веќе нема право на грешка. Па тежината од тој аспект е на страна кај актуелниот македонски првак. Стојанов крева за Алексов, не е најидеална позицијата и се виде тоа во завршницата на Алексов, но не успеа ниту Струмица, па Задмарт се брани Тиме Ричлиев, но не до крај. Ова е поен за Штип Угада. Ева завршницата на Махди Задмарт. 17 поен. 18-18. И оди на сервис во мрежа, што е значајно затоа што ги преживеа оние две сервис ротации Струмичани, претходно Стојанов и сега Задмарт. Следен ќе биде Мирашчиев, центарот од првата линија. Стојанов крева за Алексов, успева на вистинското место Стефан Алексов, поен број 6, освоен кога едноставно мора да биде на ниво, затоа што противникот на 20-тиот поен би направил позначајна разлика. Мирашиев прими Нилсен со прсти, брзо се извлече за напад, тука е Стојанов, сега ја брани паралелата, па блокаут од Алексов за нов пресврт. 20-19, аплаузите се за Давид Стојанов, кој што одигра добра одбрана и како резултат на сето тоа можеше да биде направен овој брейк, па тајм-аут за составот на Струмица. Окей, no problem. Ей, да сменаме. Мирно сам. Само мирно, прво да приме са, ајде, има лесен сервис. Easy serve, good reception, one side out. Ајде, continue like this, aјde. One defense, guy, we need one defense. One defense, and... Ајде! Вели Атанас Милев дека сега имаме полесен прием, затоа што ќе сервира Мирашиев. Полесен во однос на Стојанов и на Задмарт. Што не мора да значи дека е така. Скок флот има Мирашиев. Видиме дали ќе оди на Милев или пак на Нилсен. Ова оди на канаѓанецот Нилсен и гледате. Се стрчаа таму Кристијан Илиев, Тиме Ричлиев да ја фатат оваа топка, направија ас на Мирашиев. Затоа не може да се рече дека ќе биде приемот полесен. На втора топка нема дилеми, треба да оди техничарот. Два разлика за Штип Угада. Ротира Мирашиев од сервис линијата Кинтеро. Негов 9-ти поен, завршница на третиот сет.
Коректорот Кинтеро 9 поени, 8 Лепидовски, 8 има и примачот Нилсен. Канаѓанецот Нилсен ќе биде на сервис. Се е во ред со тимот на Штип Угада според поставеноста на играчите, го проверуваше тоа Здравевски и сега Стојанов. Па еве го Алексов по паралела 22-21. Моќен напад на Алексов, еве не затреперува неговата рака во завршницата од овој сет. Најравноправниот сет 6-3 беше и 8-4 на почетокот за Струмица, но потоа главно нерешено и сега два разлика за Штип Угада. Уште 3 поени до нова титула сега и 2 по оваа грешка. 23-20 и Штип Угада, имам чувство барем според однесувањето на публиката како да се подготвува или веќе и почнува да го слави Куп Пехарот. Алексов, проблеми за Милев, но сепак успеа да го скроти овој сервис. Кинтеро, ова не е позиција за напад. Кинтеро во аут. Две грешки од игра за Струмица на 23 и на 24 поен и 4 сет меч топки за Штип Угада. Ова е позиција од која тешко може да се излече Струмица, но ќе се обиде. Тајм-аут повторно бара Ване Риспаманов. Ајде, нема продавање, ајде. Играме до крај, ајде. Reception, ајде, go, side down, ајде. Easy serve, ајде, 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 момци, ајде, давај раци, ајде. Немаше енергија во овој тајм-аут на Струмичани, а еве Штип Угада веќе се подготвува за прослава на трофеот, не по овој сервис на Алексов. На другата страна Кристијан Илиев. Но претходно тајм-аут Штип Угада. Значи, hey, знаеме каде, we know where he serves. Be prepared all the time. Over here, this zone here, okay? Get prepared. We are finishing in 4. If we have situation for middle, call the middle. Викни го многу поблиско до тебе. Изиграј со него. Go next to yes. You attacking one. Go on. We are attacking now. We attack. Ајде, guys. Go. Hey. Анализите кажуваат каде ќе сервира Кристијан Илиев и потоа пар акција од четворка или пак, ако е идеален приемот и темпо, Кристијан Ристевски. Тргнува Кристијан Илиев, минува оваа топка, Стојанов за Багаев во четворка, завршува овој надпревар. Штип Угада го одбрани ланскиот трофеј во одбојкарскиот куп на Македонија. 25-21 во овој трет сет. Тешко беше да се верува дека финалето ќе заврши со 3-0 со таков убедлив резултат, но еве Штипјани потврдуваат дека во оваа сезона се најкомплетна екипа кај нас и успеваат да дојдат до вториот пехар во клубските витрини. На крајот коректно поздрав меѓу оние што седат на клупата, стручните штабови на двата тима, сега и на играчите. Едноставно Штип Угада денеска беше
подобар противник. Во овој последен трети сет, 14 поени од напад, 1 ас, 2 блока, 17 директно освоени поени и 8 грешки на ривалот. Струмичани пак не можеа да најдат ритам ниту кај Кинтеро, ниту кај Нилсен, како што би посакале. 11 поени директно освоени за нив, 7 од напад и 4 блока, а другите 10 беа со грешки на екипата на Штип Угада, по 5 од сервис и од игра. Гледано индивидуално, 17 поени за Штип Угада, со 4 во третиот сет, сите од напад во оваа фаза. 8 поени за Багаев, со 7 заврши Стојанов, меѓутоа сетете се каков беше неговиот принос во делот на сервисите. Има 5 аса и 2 блока, па затоа на страна на Штип ќе оди пекарот наменет за победникот на купот. 8 поени имаше и Алексов, но не го одигра целиот надпревар, практично во 2 сета. Арсов заработи 4, првиот коректор на овој меч пред да биде заменет Гомес. 5 поени, Мирачиев исто така 5. Кај екипата на Струмица. 9 поени за Кинтеро, заврши 2 акции, по 8 за Лепидовски и за Нилсен. 3 од напад и 1 блок имаше Нилсен, а 2 од напад и 3 блока Лепидовски во овој дел од надпреварот. Кинтеро, велам, 9 поени, 6 Милев, 3 Илиев, 4 Ричлиев, техничарот Ефтим Ричлиев, ниту еден играч на Струмичани немаше двоцифрен број поени, и затоа победничките фотографии од овој дуел, од ова финале се за екипата на Штип Угада. Голема самодоверба во пресред на она што не очекува во завршницата од првенството. Во полуфиналето Штип Угада ќе игра против Универзитет во Тетово, во низа до 2 победи. Струмица ќе се сретне со Гог Борец, нормално дека овие две екипи се фаворити да дојдат и во меѓусебна низа за освојување на пехарот до 3 победи. Ова финале 20, односно 30 и 2 поена од напад вкупно за Штип Угада. 10 блока, 11 аса, 22 поена од овие два елемента, од кои што составот на Струмица имаше 11, 12, 13, 14. Затоа што Струмичани заработија само 3 аса наспроти 11 на противникот и има 11 блока. Значи 21-14. Што се однесува до нападот, 24 поени за Струмичани, 32 на противникот. 14 сервис грешки на Штип Угада, 13 за Струмичани, кој што има 10 грешки од игра, додека пак противникот направи 14. Тука некаде се бројките, меѓутоа сосема доволно за Штип Угада да триумфира на овој надпревар и да слави втор пехар. Остануваме, се разбира, со пренос во салата за да ја проследиме и церемонијата на доделување на медалите и пехарите на актерите во ова финале. Веројатно ќе има и прогласување на најкорисен играч на турнирот. Пред 2 дена можеби не беше на тоа ниво. Задмарт денеска ја заврши работата со тие 17 поени, но повторно клучен беше сервисот на Давид Стојанов, а токму поради тоа и сакав да речам дека наградата MVP треба да ја понесе Давид Стојанов и еве таква е одлуката на тие што учествувале во гласањето.
Најкорисен играч Давид Стојанов, велам денеска 7 поени, 5 аса и 2 блока, но имаше значајни поени што не се директно асови, но се брейк на негов сервис. Во полуфиналето Стојанов имаше 5 поени, направи 3 аса, 1 блок и 1 поен од акција. Аплаузи за него. Претпоставувам дека сега ќе бидат доделени медалите на составот на Струмица од Никола Мицевски како член на извршниот одбор на Одбојкарската федерација на Македонија. За Струмица на овој надпревар игра Ефтим Ричлиев, Јован Милев, Стефан Николов, Христијан Смилков, Ване Арапов, Иван Иванов, Филип Лепидовски, Хозе Кинтеро, Јован Лука Глигоров, Владо Милев, Кристијан Илиев, Васко Мицев, Најджел Нилсен и Крсте Милков. Тренер на Струмичани е Ване Ристоманов, негови асистенти Атанас Милев и Васе Михаилов, Александар Црвенковски, физиотерапевта Коче Манчев е доктор на составот на Струмица. Ете по 20 пехари вкупно, од кои 19 од 2012 до сега. Оваа сезона останува како оние во 2013, 16 и во 2024, во кои што Струмичани не успеаја да дојдат до двојна круна. Но за разлика од 2013 и 2016, лани ја задржаа шампионската титула откако го загубија финалето на купот од денешниот ривал од Штип Угада. Има пехар, се разбира, и за финалистите на овој надпревар, без оглед што Струмичани ке го паметат тој настап и по резултатот 3-0, тоа е пораз кој што го немаат доживеано до сега. Во меѓусебните дуели со Штип Угада, велам, ова беше 20-ти, почнувајќи од 2018 до сега во минатите 7 сезони. Тоа е тоа, ќе мора да најде Струмица начин како да го одбрани трофеот во првенството. Ќе бидат интересни тие надпревари во финалето. А сега наред се славениците. Не, до нив наред се официјалните лица на овој надпревар. Јосип Христов и Славчо Здравевски го одсудеа четвртото заедничко финале во купот. Го судеа машкото во 2019 во Струмица, победа против Универзитет во Тетово на Струмичани 3-0 во 2017, исто така во Струмица со Лешок 3-0, и го судеа женското финале во 2021. Еве сега за нив арбитража и во овој финален надпревар. Петти за Јосип Христов, четврти за Славчо Здравевски. Аплаузи за одбојкарите на Штип Угада. Медалите на Штипјани ќе ги додели градоначалникот на Радовиш, Ацо Ристов. За Штипјани игра Костадин Ричлиев, Дамјан Јовановски, Махди Задмарт поточно, Лука Ристовски, Ѓорѓи Крстевски, Давид Стојанов, Стефан Алексов, Кире Глаев, Михајло Мирашчиев, Трајче Барбареев, Виктор Гомес, Стојче Арсов, Ѓорѓи Багаев и Давид Киров, под водство на Кристијан Ристевски како тренер, Ванче Санев, негов асистент, така стои во записникот, инаку тој е председател на Штип Угада. Љупчо Зенделов како втор асистент на Ристевски, Благоја Здравев,
докторот кој што се грижи за здравието на екипата, а тука е и Ана Карпичарова, која исто така е медицинско лице, доктор во редовите на Штип УГД. Лани Штипјани ја освоија првата титула шампионска или куп во историјата на градот во колективните спортови. Зборувам за фудбал, ракомет, кошарка и одбојка. А градот се израдува. Ова сега се разбира ќе биде нов поттик и локалната самоуправа да вложи повеќе. Амбициите се да се освои двојната титула во оваа сезона и потоа да се направи обид Штип УГД да излезе и да ги истестира силите на меѓународната сцена. И добија играчите и стручниот штаб медалите за настапот, за учеството во ова финале. А сега ќе го добијат и пекарот. Тоа е капитенот на Штип УГД Ѓорѓи Крстевски. Не можам да кажам кој е оваа дама, немам информација за овој протокол. Но ете, се радуваат одбојкарите на Штип УГД на одбранетата куп титула во македонската одбојка за сезоната 2024-2025 со победа во финалето против големиот ривал, составот на Струмица со 3-0, 25-21, 26-24 и 25-21. Задмарт освои 17 поени, со 8 завршија Стефан Алексов и Багаев, значи двајцата по 8, па 7 за Стојанов, по 5 Мирашиев и Гомес, 4 за Стојче Арсов. MVP најкорисен играч на завршниот турнир беше Давид Стојанов, одигра навистина добро финале како предводник на својата екипа во завршницата. Повторно ќе речам, во меч во кој што не верувам дека многумина очекува резултатот да биде 3-0. Да има голема борба, долго финале, да, се разбира. Со оглед дека тука некаде се според квалитетот овие две екипи, но 3 победи едно по друго во меѓусебните дуели има Штип УГД и тоа трите се во овој период март-април, па затоа се радува Ванче Санев и дејниот творец на оваа екипа, одбојкарскиот ентузијаст кој што во минатото сонуваше за да дојде до ваква можност да направи конкурентна екипа кога е во прашање македонската одбојка за да оствари успеси од овој калибар, односно неговата екипа да грева пекари во купот, а се надеваат Штипјани дека ќе дојдат и до пекарот во првенството. Струмица имала падни стани моменти, така и во оваа надпреварувачка сезона, а на клубското раководство ќе биде да ги преиспитаат своите постапки. Промената на тренерот што не дојде пред сезоната, не дојде во пауза меѓу есенскиот и пролетниот дел, туку пред 10 дена или минатата недела, што може би остава последици и на екипата, иако треба да се каже дека отсуството на повредените Филип Маџунков и Славе Наков, особено на Маџунков, ги диктираше настаните во ова финале и би било сосема поинаку да настапеа струмичани со полниот капацитет. И до крајот само уште ова заедничка фотографија на двата клуба кои што беа актери на финалната пресметка во Радовиш. Пред да се одјавиме со подсетување дека во Струмица денеска не отпатува Воен Пекар
затоа што во женското финале Наковски волеј славеше над Јанта волеј со 3-2 по голема битка, но во машкото Штип победа беше подобар состав, подобар противник од Струмица, 47 и 72. Почитувани гледачи, ете, толку од ова тридневна одбојкарска програма од Радовиш. Проследивме 6 преноси, се надевам дека сте задоволни. Ве поздравувам.